Пензионерите зовреа уште повеќе, откако Министерката за труд и социјала денеска им ја кажа вистината, односно дека бараното линеарно зголемување на пензиите нема да се случи, изјави Драган Угриновски, координатор на иницијативните одбори на незадоволните пензионери. Огромно незадоволство има меѓу пензионерите во Охрид. Тоа врие, значи секаде. Цела Македонија врие, значи нема да попуштаат и ќе се прави огромен, значи генерален протест. Во градовите ќе се протестираат, но ќе се организираме да бидете огромен. Според најавите, протестите ќе се случуваат на повеќе места, но и ќе се релоцираат во Скопје, каде пред амбасадата на САД и канцеларијата на Европската унија во Скопје. Одиме пред Европската унија и пред Америчката амбасада. Ќе превземеме порадикално, значи ќе истапуваме со малку по-груби, така речено, изјави, со да не речам и со некои работи кои што не се во прилог да треба да се обезбеднат, во смисол дека ќе носиме нешто со нас, како стапови, би рекол, мотики, лопати и така натака, не заради тоа дека треба ние со некого да вршиме борба или да речем напади и така натаму, него само да им покажеме и замолиме да ни кажат дали во нивните држави на ваков начин нивните пензионери го бараат покачувањето. Заедничкото незадоволство очигледно дека продолжува, а во Штип вчера беше најавено и формирање на нова партија на пензионерите. Услов таа да се направи беше одбивање на нивниот предлог за линеарно зголемување на пензиите, а со денешната изјава на Тренчевска, тие толкуваат дека условот е исполнет.